Допре гласот на Алфа до обвинителството. Поведоа постапки за регистрацијата на бугарските здруженија со контраверзните имиња Ванчо Михајлов и Цар Борис III. Одлуката следи по серијата прилози на Алфа, но и притисокот од јавноста дека во Македонија бугарските организации никнуваат како печурки. Основното јавно обвинителство Охрид денеска по допрен глас оформи предмет за да ги испита наводите за евентуални пропусти при регистрацијата на Здруженијето на граѓани Цар Борис III Охрид. Издадена е наредба до Централниот регистар за обезбедување на целокупната документација поврзана со регистрацијата на наведеното здружение. Охридскиот клуб бил отворен без позитивно мислење од Министерството за правда, но бугарите барем си добиле писмена дозвола од синот на царот Борис, Симеон Саксобурготски, поранешен премиер на Бугарија, таму познат како царот. Цар Борис III, Ванчо Михајлов, наскоро и цар Фердинанд. Од бугарските културни клубови со имиња кои директно удираат во чувствата на македонците, неголемо внимание предизвика клубот во Битола Ванчо Михајлов. Клуб кој беше отворен од целиот бугарски државен врв, предводен од поранешниот премиер Кирил Петков, и тоа во поранешен дом на евреи кои биле депортирани во логорот на смртта Треблинка. Од обвинителството потврдуваат и битолскиот клуб е под нивна лупа. Од мај годинава, по поднесена кривична пријава од една политичка партија, оформене предмети во основното јавно обвинителство Битола, кој се однесува на регистрацијата и функционирањето на културниот центар Иван Ванчо Михајлов. Основањето на клубови именувани по контроверзни историски личности предизвика голем гнев кај јавноста, што резултираше со опожарувањето на битолскиот културен центар Ванчо Михајлов.